И во текот на Втората светска војна големите сили не можеа да го избегнат македонското прашање. И покрај обидите во почетокот на војната воопшто да не се зборува за македонското прашање, сепак тоа прашање самото по себе изби на површината. Во приквечерието на најголемата и најсуровата војна во историјата на цивилизацијата, германско-советскиот договор за ненапаѓање од 23 август 1939 година ја запечатил судбината на Источна Европа. Пактот имал свое влијание и на преориентирањето на политиката на Коминтерната. Така се напушта универзалната политика на Народниот фронт, која се спроведувала од 1935 година како групирање на сите демократски сили против фашизмот. Започнатата војна сега била прогласена за империалистички судир, а комунистите биле повикани војната да ја претворат во револуционерна пресметка со владеачките граѓански сили во сопствените земји. Се разбира дека истото се однесувало и на Кралството Југославија со хетероген национален состав. Италија и незините премиери, министри за надворешни работи, постојано ќе инсистираат да се уништи таа творба. Значи, големата држава на другата страна на Јадранското море е заканата за интересите на Италија. И Италија ќе стори се, значи, поддржуваат национални нерешени прашања на Балканот, поддржуваат групи кои што се маргинализирани, односно се надвор од законот, како Усташкото движење, како Натрешната македонска револуционерна организација, поттикнуваат одредени движења на албанците во составот на Кралството Југославија. Се до војната со Грција, односно италијанската офанзива преку Албанија во 1940 година, кога Мусолини конечно ќе реши да тргне од другата страна на Јадранското море да го земе тоа што смета дека му припаѓа. На 6 април 1941 година германските, италијанските и унгарските воени сили извршиле напад врз Кралството Југославија. За германците тоа била уште една лесна проверка на Блицкриг стратегијата. На 8 април Германија побарала воено-полициски сили од Бугарија за преземање на окупираната територија на Македонија од германските воени единици. Хитлер барал Бугарија со 3 дивизии да влезе во српската Македонија како окупаторска војска и да ја преземе администрацијата, за да се ослободат германските единици. За неколку дена Бугарија ја завршила окупацијата, а окупирала и дел од Македонија во рамките на Грција и добила излез на Егејско море. Така бугарските националисти го оствариле својот вековен сон. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Не треба да чуди што веднаш по окупацијата на Грција и на Југославија владите на двете држави заминуваат во Лондон, кои што наоѓаат гостопримство во оваа држава и овде се калкулира со разни федерации, унии, конфедерации за по ослободувањето. Во тие идеи, како прва, беше југословенската и грчката влада да склучат унија, позната како грчко-југословенска унија, во која што тие воопшто не калкулираа дека по војната ќе постои македонска држава или било каква форма на идентификација на македонците. Од 1938 година до 1941 година, до априлската војна, постои една идеја на Велика Британија за создавање на Балкански пакт. Значи, тој Балкански пакт требал да ги содржи Југославија, Грција, Бугарија, Романија, Турција и требало да представува една спрега, значи една брана на продорот на германците на Балканскиот полуостров и кон Блискиот исток. По априлската војна, единствена политичка сила која застанала да се бори против нацифашизмот била Комунистичката партија на Југославија,
што представувала континуитет на борбата на македонскиот народ за национална слобода, обединување и државност. Интересот на британската дипломатија за македонското прашање во текот на војната започнал од средината на 1943 година. Велика Британија ја гледала судбината на Македонија во задржувањето на статус кво, односно и после војната да остане состојбата од пред почетокот на војната. Но со промените кои се случиле во средината на 1943 година, со формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, на оперативните зони и со формирањето на слободните територии, а особено со успешните вооружени акции, во Британското министерство за надворешни работи почнале да пристигнуваат извештаи во кои со внимание се зборувало за појавата на македонските вооружени партизански групи. Таа информација за британскиот политички врв била изненадување, бидејќи британците не калкулирале со Македонија и македонскиот народ како фактор кој по војната би можел да биде самостоен и би представувал субјект во политиката на Балканот. Поради тоа, британскиот премиер Винстон Черчил побарал од Министерството за надворешни работи да се направи комплетен извештај за Македонија, а од британската известувачка служба побарал да испрати своји членови за да се запознаат со ситуацијата во Македонија. Јасно дека Черчил не сакал македонското прашање да му ги поремети неговите дотогашни планови за повоено уредување на Балканот. Целата таа идеја, вардарскиот дел на Македонија да биде пиемонт на обединувањето на трите делови на Македонија, ќе представува нешто од што британците многу ќе се плашат. За британците создавање на една јужно-словенска федерација, составена од Кралството Југославија и Бугарија, би значило крај на нивните интереси на Балканскиот полуостров, заради тоа што тие сметаат дека Грција ќе биде изолирана во целост и дека патот на комунизмот при освојување на власта во Грција би бил многу поедноставен. По направените анализи, британската надворешна политика спрема Македонија била поставена против два непријатела. Прво, против идејата за формирање на Јужнословенска федерација и второ, против идејата за формирање на самостојна и обединета Македонија. По заземањето на овој став, британците на Македонија гледале единствено како јаболко на раздорот. Од членовите на британските воени мисии во Македонија се барало воопшто да не се мешаат во какви било политички дискусии за иднината на Македонија. По италијанската катастрофа Германија ќе мора да интервенира на Балканот и заради тој неуспех на италијанците и германците толку жестоко ќе дојдат. Едноставно, според мене, Хитлер да покаже кој е кој во тројниот пакт, односно во нивниот сојуз. Капитулацијата на Италија и бруталната ликвидација на диктаторот Мусолини, освен што беше спектакуларен настан, беше и пресвртен момент во промената на британското држање спрема Македонија. Британските стратези на СОЕ решија да воспостават контакти со Народно-ослободителното движење во Македонија кон крајот на 1943 година. На територијата на Западна Македонија во тој период дојде до формирање на голем број партизански одреди, а на 11 ноември 1943 беше формирана и првата македонско-косовска народно-ослободителна ударна бригада. Со тие расположливи воени сили можеше да му се нанесуваат на непријателот удари по должината на Моравско-Вардарската долина, преку која се пренесуваа воени материјали во Солунското пристаниште, а оттаму до сите фронтови на Блискиот и на Средниот Исток. Македонските партизани се наметна како фактор кој што не можеше да остане незабележан од британските војни мисии кои што доваѓаа на територијата прво во Грција, а исто така и во Албанија. Во септември 1943 во Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска на Југославија пристигнува британскиот офицер бригадирот Фицрој Меклин, личен пријател на Винстон Черчил. Неговите информации ги изфрлиле на површина партизаните, предводени од комунистите, како единствени носители на отпорот.
Тие информации резултирале со испраќање на британска воена и материјална помош. Присуството на Меклин имало и уште еден позитивен ефект. Тој побарал во главните штабови и во поголемите единици на сите покрајини во Југославија да се испратат британски воени мисии, кои би можеле да придонесат кон реализирањето на предвидените британски акции. Меклин настојувал да добие одобрување за испраќање на воена мисија и во Македонија, но Јосип Броз Тито тоа го одбивал. Барањата на Фицрой Меклин да бидат испратени воени мисии во Македонија, Тито се спротивставувал во почетокот. Се уште не можеме да најдеме документи поради кои причини, меѓутоа тој не дозволува да во Македонија бидат упатени воени мисии. Првите британски воени мисии во Македонија сепак се спуштиле на 20 септември 1943 во местноста Манастирец на планината Мокра во Албанија. Тоа била мисијата Monkey Ranch, предводена од Джордж Кваин. Мисијата, непосредно по пристигнувањето, заминала со партизански курири во главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, каде пристигнале на 5 октомври 1943. Потоа започнало и пристигнувањето и на првите пратки со воена опрема, санитетски материјал, облека и друго. Од тој момент па се до крајот на војната, членовите на британските воени мисии секојдневно ќе го запознаваат својот шеф Фицрой Меклин со состојбата во Македонија, а овој извештаите ќе ги препраќа до клонот на СОЕ во Кајро, кој по анализите ги препраќаше до главниот штаб на СОЕ во Лондон. Треба да се има предвид дека британската политика во текот на Втората светска војна била, како што известил Черчил, да го вооружи секој оној кој можел да убива германци, без разлика на нивните политички програми. Аналогно на тоа, таква задача имале и британските мисии на територијата на Македонија. Според информацијата испратена до британскиот министер за надворешни работи Ентони Иден на 3 јануари 1944, најактивните региони на партизанското движење во Македонија се Охрид, Тетово, околијата на Прилеп, Тиквешијата и потегот северно и западно од Скопје. Се укажувало и дека учеството на македонците во антифашистичката војна пред се било мотивирано од нивната желба за отфрлање на странската доминација. Во таа насока, посебно интересни биле обсервациите на капетан Макдоналд. Според него, голема улога во приливот на нови борци играл националниот момент. Тој вели дека македонците пред се биле националисти, а потоа комунисти. Остварувањето на тие цели, според него, ги обединува сите струи на политички мислења и сите класи во Македонија во партизанското движење, нагласувајќи дека освен партизанското движење не постоело никакво друго политичко движење во Македонија. По информациите дека во Македонија постои движење кое што се бори за формирање на самостојна и обединета независна Македонија, Черчил веднаш побара од известителните служби да направат истражување за историјата на македонскиот народ. Вториот извештај заслужува особено внимание. На 16 септември 1943 Патрик Хачисон Еванс бил спуштен во Западна Македонија, во делот на Македонија во рамките на Грција, како британски офицер за врска. Од неговиот извештај недвосмислено произлегувал заклучокот за неочекуваниот солиден славомакедонски карактер на областа во која престојувал Еванс и дека западно-македонското словенско население е значително поголемо од она што беше представено во грчките официјални податоци. Во извештајот исто така недвосмислено се потенцирало дека политичкото движење на локалните словени не било во корист на Бугарија, туку за една независна Македонија, и дека неговата надворешна поддршка доаѓа од југословенска Македонија, а не од Бугарија. Следувал многу логичниот заклучок дека односното население не е одсечено од неговите браќа во Источна Македонија, туку обединето со нив преку природниот пат низ Битолскиот теснец и одсечено само со државната граница. Уште поголемо вознемирување предизвикала и констатацијата дека еден слободен и фер плебисцит би бил според сите верувања на штета на Грција.
Британскиот страв е голем од пансловенската опасност, која што тие именуваат, имајќи во предвид дека ако дојде до некоја федерација на Балканот или конфедерација во кој што би влегле Југославија, Бугарија и Советскиот сојуз би стоел за тоа како комунистичка држава, британскиот страв е дека тие ќе можат да излезат на Егејското море, а со тоа се загрозени нивните интереси. Важноста на овој извештај пред се произлегува од фактот што е напишан од човек кој претходно немал некои поголеми сознанија за Македонија, туку ја прифаќал грчката пропаганда за грчкиот карактер на Македонија. Од тие причини, неговиот извештај представувал салто мортале кој давал сосема друга слика за населението. Целиот овој процес, значи судир на интереси на Балканскиот полуостров и односите помеѓу Македонија и големите сили, ми личи малку на Џорџ Орвел и неговата животинска фарма, она реченица дека сите животни се еднакви, но некои се поеднакви од другите, така и тука на Балканот сите народи се еднакви, но некои се поеднакви од другите. За жал, нас македонците ние не спаѓаме во таа група. Од првиот момент по пристигнувањето, Еванс живеел и слободно се движел, вели, меѓу македонците кои го примиле и му верувале. Извештајот во основа ги отфрлал грчките статистички податоци за непостоење на македонци во Грција. А уште повеќе, тој бил своевиден доказ за неуспешните обиди на грчката држава да ги асимилира и денационализира македонците. И покрај напорите на грчката држава од 1913 година, Еванс ке забележи дека македонците останале македонци и македонскиот јазик останал домашен јазик на полето, на селските улици и пазарот, а наспроти тоа грчкиот јазик се смета скоро за странски јазик. На грците не им се верува ништо. Се сметаат во целосна смисла на зборот како странци. Неговата констатација била дека регионот е природно словенски, а не грчки. Еванс, како добар аналитичар, забележал дека македонскиот народ во тој дел на Грција и покрај теророт, кој бил преземен од страна на представниците на државната власт, јасно го дефинирал својот македонски идентитет. За него немало никакво двоумење или колебање дека жителите не се ниту грци, не се ниту бугари, срби или хрвати. Тие се македонци. Нивниот македонизам не е вештачки, тоа е природно, спонтано и длабоко всадено чувство кое почнува уште во детството, како и сите други патриотизми. Исто така, тој ја забележал и македонската освестеност, која оди подалеку од локалниот патриотизам и нивните тежнења насочени кон слободна и обединета Македонија. Според него, фактот за непостоењето на една независна македонска држава е една од грешките или лапсусите на историјата. Одржување на слободен и фер плебисцит во сите територии би резултирало со формирање на слободна Македонија, со што би се анулирале грешките или лапсусите на историјата. Заради тој факт толку масовно македонците во трите делови на Македонија, поделена Македонија, толку масовно се вклучуваат во тие организации на отпор, односно да се борат против германските, бугарските сили и италијанските тука во Македонија. Реалист по природа, Еванс заклучил дека и покрај желбата за обединување на македонците, такво нешто не може да екзистира и дека тоа е непожелно. Прагмата морала да го преземе местото на правото на македонците на обединување. Настојувањата за обединување би биле загушени со сила од грците. Претензиите на македонците кон Солун би го предизвикале бесот на грците, што би резултирало со жестока крвава војна од која не би произлегло ништо добро. По анализата, извештајот им бил отстапен на експертите од јужниот оддел при британското министерство. Повеќе не постоело никакво сомневање дека британскиот политички естаблишмент ќе треба да му посвети посебно внимание на активирањето на за нив низ историјата познатото македонско прашање, кое представувало реална опасност за нарушување на британските интереси на Балканот. Британската загриженост пред се произлегувала од сознанието за советската инволвираност во преговорите за Југословенско-Бугарска федерација. Тие биле потполно свесни за зависноста на бугарскиот политички врв од политиката на Москва. Пред излегувањето на Бугарија од Тројниот пакт, кога веќе се
насетува, значи германците насетуваат дека бугарите имаат намера да се повлечат од тој сојуз, започнува една идеја да се реализира која што се вика независна Македонија, односно под патронат на нацистичка Германија, односно лично фирерот Адолф Хитлер. Проектот е наречен Независна Македонија и имаат интенција, односно намера, со авион го носат Ванчо Михајлов од Загреб до Софија па во Скопје, со цел да создаде независна Македонија по примерот на независна држава Хрватска. Кога Ванчо Михајлов пристигнува во Скопје, тоа е првиот декада на месец септември 1944 година, фактички увидува дека силите моментално на теренот во градот Скопје и во Македонија се неповолни, значи ситуацијата е неповолна за создавање на таква држава под медиаторство на Германија и Ванчо Михајлов значи се откажува и подоцна го напушта Скопје. Британската дипломатска активност за запознавање на Соединетите Американски држави и на Советскиот сојуз со нивниот став за македонскиот синдром и за Југословенско-бугарската федерација започнала кон крајот на декември 1944 година. На двете влади им бил предочен фактот за британското прифаќање на федерација во која би влегле сите балкански држави, словенски и несловенски, без фаворизирање на која било од нив, а во ниту еден случај не би прифатиле федерација само помеѓу Југославија и Бугарија, од едноставна причина што таквата федерација ќе ја изолира Грција. Дополнително, тие ја нагласиле и можноста Бугарија на тој начин да ги избегне последиците што требало да ги сноси поради учеството во двете светски војни на страната на Германија. Се покажало дека и Соединетите Американски држави го јаваат истиот коњ со британците. Ставот на САД бил дека предвоените граници на Југославија, Бугарија и на Грција во однос на македонската територија мораат да се сметаат за правни граници. Ревизијата на тие граници била можна само во случај на согласност на сите заинтересирани народи и со меѓународна потврда, како дел од општиот мировен договор. САД со ништо не му го оспорувале правото на македонскиот народ на територијата на југоисточна Југославија да има извесен автономен карактер во рамките на Југославија, но сметале дека не постои легитимна основа за кое и да е барање на Македонија за територија што е во рамките на Грција. Черчил е човекот кој што знаеше што сака, што прави и како да дојде до реализирањето на тоа што го имаше замислено уште на почетокот. Значи, обединувањето на Македонија во рамките на Југославија беше трн во окото на сите балкански држави и на големите сили. Во однос на прашањето за отстапување на делот од Македонија во рамките на Бугарија на Федерална Македонија, Министерството за надворешни работи на САД немало никаков приговор, ако таквото решение одело во прилог на мирот, стабилноста и општата благосостојба на регионот. Но тие сметале дека не треба ништо да се прејудицира пред да се донесе општото решение врзано за Бугарија како непријателска земја. Министерството за надворешни работи на САД зазело негативен став кон формирањето на Југословенско-бугарска федерација. Тие сметале дека таквата федерација повеќе би представувала пречка отколку фактор на стабилност во југоисточна Европа, бидејќи соседните несловенски држави, вклучувајќи ја и Турција, тоа би го сметале како опасност за нивната безбедност. На конференцијата на Јалта од 4 до 11 февруари 1945 година македонското прашање не било поставено на дневен ред, ниту на седниците на големите тројца, ниту на состаноците на министрите за надворешни работи. Ставот за обединувањето на Македонија и за Балканската федерација, САД и Велика Британија го донели уште пред почетокот на конференцијата на Јалта. Во однос на Македонија, САД се приклониле кон британскиот став за признавање на македонската држава како федерална единица во Федеративна Југославија, оставајќи ги македонските делови од Грција и од Бугарија на овие земји. И затоа ставот на британците е никаква обединување и формирање на самостојна и независна македонска држава. По конференцијата на Јалта, британската дипломатија не била задоволна од развојот на настаните за создавање на Југословенско-бугарската федерација.
Британското министерство за надворешни работи било загрижено поради отсуството на одговор на бугарската влада во однос на таа федерација, но исто така и поради отсуството на одговор од страна на Советскиот сојуз во врска со прашањето за голема Македонија. Она што било сосема сигурно во круговите на двете сојузнички влади било дека конците во таа игра ги влечел Советскиот сојуз. Тоа сознание барало непосредна акција. Соединетите американски држави стапиле во дипломатска акција во март 1945 година со врачување на меморандум на југословенскиот представник во Вашингтон Иван Франгеш. Во меморандумот бил прецизиран ставот на САД во однос на текот на преговорите за југословенско-бугарскиот договор за сојуз и взаемна помош. Нивниот цврст став дека нема благонаклоно да гледаат кон склучување на таков пакт во овој момент бил проследен и до владите на Советскиот сојуз и на Велика Британија. Британскиот амбасадор во Советскиот сојуз, Кер, сосема отворено побарал советската влада да се изјасни во однос на идејата за голема Македонија. Чекорот направен со одвојувањето на британската политика од Југославија и прифаќањето на политиката држи цврсто во Грција, во центарот на британскиот интерес ја стави Македонија, од каде таа ја гледала главната опасност за незините интереси. Според нивните анализи, македонското политичко раководство се обидувало да действува самостојно, потполно независно од остатокот на југословенската држава. Таквото сознание ги вознемирувало британските политички кругови. Британската загриженост уште повеќе се зголемувала и со сознанието за советската доминација во Југославија. Британците биле решени со сите политички и воени средства да се спротивстават на каква било советска експанзија кон Грција. Ако Велика Британија имала причина да биде загрижена поради постојаните барања за обединување на трите дела на Македонија, по одржувањето на второто заседание на АСНОМ, прашањето за обединување како да било ставено ад акта. Било сосема очигледно дека на македонската политичка сцена се случувале работи кои целосно не биле достапни на пошироката јавност. Британскиот амбасадор Стивенсон ќе извести за комплексната и конфузна состојба во Македонија, предизвикана од нееднодушното прифаќање на федералниот статус на Македонија во рамките на Југославија. Извештајот на Стивенсон бил подкрепен со извештајот на британскиот конзул во Македонија од 31 јули 1945 година, во кој што тој се осврнува на изразените идеи за формирање на една независна Македонија во рамките на Општо Балканска федерација. Сталин е човекот кој што калкулираше, едноставно пред себе ја имаше империјалната политика на Русија, освојување на нови територии и присоединување на тие територии кон Советскиот сојуз, бескрупулозна личност која што во реализирањето на своите цели не презаше познато е ниту од убиства, ниту од ништо, само за да дојде до реализирање на својата цел. Советскиот сојуз со својот експанзионизам било сосема очигледно се наоѓал во предност во однос на Велика Британија, не водејќи сметка за британските интереси. Советските пипци полека, но сигурно се стегале околу балканските земји со исклучок на Грција и на Турција. Черчил уште во текот на војната, по завршувањето на војната, кажа дека сега комунизмот е поголема опасност и од фашизмот. Британскиот премиер Винстон Черчил, перфиден политичар и стратег, сосема реално ги оценил своите можности во однос на советскиот рейтинг во Југославија и во Бугарија. Промената на Черчил во однос на Тито настапила по неговото заминување од островот Вис. Од тогаш Черчил престанал да му верува на Тито. Во април 1945, оценувајќи ја советската експанзија како најопасна за британските интереси, Черчил зазел цврст став дека отстапувањето на туѓи територии можело да се врши само на мировни конференции, бидејќи неконтролираните договори и преговори не би можеле да го спречат руското навлегување во Централна и Западна Европа. Со констатацијата за фрлање на Југославија со цело срце во предградките на Русија, тој бил сосема во право кога укажал на залудноста од понатамошното учество и поднесување на непотребни жртви за Велика Британија. Во играта, која вели тој, ја губиме. Тој сосема реално расудувал дека ништо не може да ја извлече Југославија од руската преграда.
Врз основа на таа реалност на состојбите во Југославија, во втората половина на 1945 година, Черчил ја зацртал британската политика кон Југославија. Таа требало да се одвива во правец на одвојување од Југославија и зацврстување на односите со Грција. Велика Британија доследно се држала до оваа политика се до март 1947 година, кога одговорноста за Грција ја презеле САД. Идеалната политика имаат само оние доле кои што не знаат што се случува горе. Тие горе знаат што прават, меѓутоа ги користат овие доле како идеалисти да одат и да се борат, а тие више горе ја средиле работата и гледат преку тоа да ги реализираат своите интереси. Тоа се случува со македонците.